Документите во кои имаше увид код покажуваат дека играта со мазутот почнала уште на крајот на 2021, кога е прогласена енергетската криза, додека лани во декември постигнала кулминација, кога РКМ побарал топлата и нова милијарда денари за да ја доврши испораката на 150.000 тони мазут за ТЕЦ Неготино среде зима. Фирмата РКМ се пожалила дека цените на мазутот растат и мора да се направи анекс на договорот со дополнување на цената. Заклучно со 26 декември 2022 година ви имаме испорачано количина од 112.594 тони мазут или 75% од количината предвидена со договорот за набавка, што значи дека согласно моменталната состојба на договорот по вредност и важечката одлука на регулаторна комисија за енергетика за највисоки цени на деривати би останале за испорака уште 9.828 тони. Збирот на овие две цифри е 122.422 тони, или 18% помалку од договореното. РКМ бара над милијарда денари доплата, а ЕСМ го усвојува барањето и за 2 дена се подготвува и подпишува анекс на договорот. Додека граѓаните трошат од сопствените џебови за пречек на нова година, државната ЕСМ од буџетот и исто од џебовите на граѓаните се согласила да плати со седанок уште околу 20 милиони евра на РКМ. Овој анекс договор се подпишува, што исто така е скандалозно, 2 месеци откако веќе е истечена банкарската гаранција, која за РКМ ја приложила Халт банка. Што значи доколку ЕСМ не исплатила дополнителни 20 милиони евра, РКМ можел слободно да престане да испорачува мазут и за штета од прекршување на договорот немало да може да се наплати ниту денар од гаранцијата, затоа што истекла. Нема воопшто ниту објаснување како банката воопшто прифатила да биде гарант на РКМ. Покачувањето на цените на мазутот предизвикало уште една несекојдневна, ретка бизнис акробација на ЕСМ Електрани. Тие сами побарале од регулаторната комисија да ги покачи премиите за мазут, односно делот кој продавачите, трговците го добиваат како маржа, односно како добивка. Електрани, ЕСМ всушност е купувач, а РКМ продавач, што значи дека државната компанија купувач барала поголема заработка за оној од кој што купувала, а тоа да падне врз грбот на граѓаните преку државниот буџет. Оваа операција и барање на ЕСМ и РКМ се случувало после Нова година.